Општина Кавадарци е секош вклучена во активностите кои што се организираат во поглед на активностите од еколошки карактер. Воедно на почетокот сакам да им се заблагодарам на организаторите на оваа театарска представа, Пакомак и проектот Среќа, бидејќи неколку години уназад ние соработуваме со Пакомак, кој што пред неколку години донесе и контейнери во училиштата за класификација на отпадот, кои што беа редовно празнети и учениците со тоа ја развиваа свеста за екологија. Исто така на проектот Среќа им благодариме што денес оваа представа, благодарение на нив, учениците може да го споат теоретското и практичното, може да соберат креативни идеи како и зашто се употребува отпадот. Инаку општина Кавадарци, вие знаете дека последниве 3 години организира и екоквиз кој што е од едукативен карактер, каде што учениците имаат поголема можност да се сретнат со поими. Ова денеска ова представа представува едно дополнување на коцката на мозаикот на активностите од еколошки карактер и се опфатени ученици од 4-то и 5-то одделение со одредена цел, бидејќи оваа година учениците од 5-то одделение има екоквиз, каде што победник имавме едно училиште од 6 училишта и се опфатени сите 6 основни училишта, 4-то и 5-то одделение. 4-то одделение ги опфативме учениците бидејќи тие оваа година во декември месец ќе имаат екоквиз. Така да, гледајќи оваа представа, сигурно ќе ги збогатат нивните знаења од екологија и ќе придонесат за почиста околина. Зелена планета е театарска представа изведувана од децата при МНТ, драмското студио Детски свет, која изведуваме, која што почнавме да ја играме во ноември и Кавадарци е помеѓу првите градови кои што го вклучивме. Театарската представа обработува екологија, односно на еден начин прифатлив за децата. Една приказна која што е најприфатлива за нивната возраст, им раскажуваме како се рециклира, што е тоа рециклирање, кои се интересните начини за рециклирање, значи се она кое што тие треба да го знаат и тие треба да го научат, како би создале едно пострекно хубаво општество за сите нас, почиста планета, едуцирани деца и среќни деца. Па секако дека вродуваат со плод, не случајно би го правеле ова веќе по 4-5 година поред, вакви проекти, значи. Почнавме во соработка со училиштата, како што кажа советничката, наместивме пред неколку години контейнери децава таму да го селектираат отпадот. Пред години побевме со 3D автобус, значи тридимензионална представа имавме за децата, подвижно кино беше тоа за едукација за рециклирањето. И сега со проект Среќа баш ни се усогласија идеите и ја направивме оваа театарска представа. Доаѓаат нови генерации, нови деца и ние не треба да престанеме, бидејќи нашата цел е на ниво на цела Македонија да ги едуцираме децата да рециклираат и да поставуваме како Пакомак инфраструктура да го собираме отпадот од пакување, значи пластиката, хартијата, бидејќи тоа ни е основната дејност која што ја правиме. Без децата и без едукација на децата не можеме тоа да го реализираме, бидејќи тие се нашите, како да кажем, амбасадори кои што потоа ја пренесуваат пораката и до нивните родители и само така може таква упорност и континуираност можеме да го научиме нашето население се повеќе и повеќе да рециклира од една страна, а ние од друга страна да им створиме услови на населението да поставиме контейнери, инфраструктура да имаат каде да го фрлаат отпадот од пакување, да не заврши на депонија.